Теотравел ви представува. Многу личности го обележали историското минато на Битола. За некои од нив постојат улици и споменици. Многумина и останале анонимни, иако дале придонес како во развојот на градот, така и во се него што го карактеризирало во изминативе години. Една таква личност е Захарија Шумљанска. За неја, историчарот Никола Миновски од Заводот и музеј, сега во пензија, водел посебна истрага, така на некој начин да речам, го расветлил незиното дело и еве во оваа емисија и ја посветуваме неа на Захарија Шумљанска. Најзначајната, најзаслужната и најхуманата жена воопшто во Македонија, не само за Битола, е Захарија Василева Шумљанска. Таа уште во своите рани години на своето школување му скренала внимание на сите наставници, професор и околината кои со својот интелект, со својата многу снаодливост во средината, таа се одликувала од сите други ученици. Согледувајќи го тоа во школувањето, настојателството на наставниците во Битола и овозможиле стипендија, односно таа да ги заврши високите класови на гимназијата во Пловдив. Тоа било негде 1883 година, 84-та. Таа во Пловдив исто така ги завршила тие горните класови на гимназијата со одличен успех. По завршувањето на гимназијата во Пловдив, надевајќи се дека ќе се врати во родниот град, тука да забележам, имам една забелешка, јас во историската литература сегде наоѓав дека е родена во село Могила на 15 мај 1864 година. Меѓутоа, спомените што издадува во Бугарија пред 2 години, таа вели дека сум родена во Битола и постојано вели за мојот роден град. Исто така и издавачот Ѓорги Генов вели дека е родена во Битола, така што
не знам од кои причини во бугарските историографски книги и литература што постои, пишува дека е роден во Могила. Меѓутоа не е битно. Таја кажува за себе дека татко и уште од млади години заминал на печалба, тамо го изучил занаето и дошол во Битола, каде што отворил работилница за сапун. И вели дека често јас таму одев во работилницата, му помагав на татко. Согледувајќи незината интелектуална способност, црковната општина тогаш таа ги назначувала наставниците, гледала такви личности да испраќа кај што тогашната грчка пропаганда имала силни корени и се повеќе се проширувала кон македонското население. Во тој поглед црковната општина наместо во Битола или Битолско ја назначило за главна учителка во Воден. Тука согледувајќи ја состојбата со грчката пропаганда, каде што огромен дел од македонското население ја прифаќало таа грчка пропаганда, односно се приклонувале кон грчката патриаршија, преземала крупни чекори во осознавањето на населението дека тие не се грци, дека имаат свој јазик, своја црква. Тогаш треба да напомниме дека македонското население тогаш се истоветувало со бугарската екзархија, пошто ние немавме ни држава, ни своја црква, него како најблиска со јазик и со обичај била бугарската екзархија. Затоа таа во Воден, каде што била назначена, отворила курсеви, потоа описменување на возрастните луѓе, постојано одела, се движела меѓу женскиот свет, да ја распрсне на наталожена темнина на македонската жена, за да ја просвети и да размислува поинаку во однос на своето постоење, бидејќи македонската жена тогаш била сосем, речем, запоставена и не знаела во каква ситуација се наоѓа воопшто жената во Македонија. Тука останала околу 6 години, доста допринесла за просветувањето на населението и многу семејства, многу луѓе се откажале од грчката патриаршија и се приклониле кон оно што го проповедала Шумљанска. Потоа таа ја назначуваат во Солун на пансионот за девојки во Солун, од гимназијата во која и таа тамо предавала и била ставена за главна надзирателка на женскиот пансион. Тука останала исто така неколку години. Меѓувреме тука во Солун исто така се организирале разни седенки, средби, така што во тој момент во Солун, кога тие се приредувале тие игранки, тие тогаш не били игранки, меѓутоа си имале седенки, средби, на свадби, на така се среќавале. И тука го запозна полскиот емигрант Јулијан Шумљански. Тој, како исто така голем патриот и револуционер во Полска, учествувал во некои бунтови тамо, бил гонет и некако преку Бугарија се најде во Солун. Познанството со Шумљански се кронисало со брак. Кога кажува како човек, тој со карактер, со
високи квалитети, знаел повеќе јазици и така натаму, се омажила за Јулијан Шумљански. Значи, од тука е незиното презиме Шумљанска. А дали се знае какво било незиното моминско презиме? Таа вели дека татко ми се кажуваше дека се вика Васил Мешков од Могила. Добро. Значи Мешкова, али бугарите обично земат по презиме од таткото. Значи Захарија Василева ја викат. Али правото презиме му е Мешкова. Во меѓувреме стануваат и членови на револуционерната организација. Двајцата со сопругот. Двајцата со сопругот. И тука развиваат силна активност во поглед на револуционерната организација и нивната куќа станала кај едно сврталиште на револуционери, на војводи, на видни личности од културниот живот. Така што вели постојано бевме со луѓе кои што размислуваа за ослободувањето на Македонија. По 6 години семејството Шумљански ги пуштат во Дедагач. Тоа е Егејска Македонија, денес мислам се вика Александропулос, или не знам како се вика, не е тоа битно. И тука Шумљански, да напомнам, бил изврсен препаратор, предавал природни науки, така што скоро сите кабинети во Македонија, во гимназиите, ги снабдил со препарирани птици од флората и фауната, предмети, така да ја доближи, мислам, наставата уште по конкретно за учениците. Од Деде Агач таму останале 1 година. Тој покрај она што се занимавал со препарирање на птици, ја вршел и таа револуционерна дејност. Се разбира, тука гркоманите имале удел во неговото протерување, односно му препорачале што поскоро да напушти местото дека што престојува, бидејќи и тој се бил во списокот на тие познати револуционери од тој крај и дека не е безбедно и треба да се напуштат. Се враќаат во Солун, пред тоа, да кажам, Шумљанска покрај Воден, после тоа била 1 година учителка во Скопје и во Одрин, така што незината не само просветна, него и културно просветна дејност, бидејќи таа не само со како учителка била таа, кажав дека таа одржувала и курсеви по разни за домашни, за девојките, за плетење, за шиење и описменување на населението, на оние повозрастни луѓе што не успеале да се описменат редовно. Една хумана просветителска дејност, покрај она образовната што имала во професијата. Секако во тој поглед таа мислам не го губила времето после тоа да наставата се занимавала и со ова дејност, значи на просветно-културен план. Доаѓа годините, значи таа во тој период кога се враќаат во Солун, значи му се разболува сопругот Јулијан Шумљански, тешка болест. Тоа е првата година од бракот и тој замина на лекување на Запад. Не пишува во своите спомени во која земја, меѓутоа само вели дека мажот не отиде на Запад на лечење. И неговото здравствено
состојба била многу критична и не се знаело за неговиот живот. Меѓутоа, после 5 месеци постојување во странство, тој се излекува и се враќа во Солун. Тоа е негде после Илденското восстание. В 1905 година семејството Шумљански доаѓа во Битола. И тоа е период, по Илденското восстание, кога во Битола и од целиот револуционарен округ и вилает се собира, доаѓа население, бидејќи огромен број на села настрадале, опожарени, населението избегало, немало кај да се склони и голем број на народ, деца, сираци, ја преплавиле Битола. По улиците имало, и деца питачи, голи, боси, гладни, луѓе исто така од населението од Битолскиот округ. Еден ден ја повикува битолскиот владика Григорий, тој пред тоа го обиколил Битолскиот округ и видел каква состојбата е со населението и предлага: ти си најпогодна да превземеш нешто за овие сираци и гладни и боси деца што е преполна Битола, да направиш нешто. Но тоа време рече не беше време за да се завземам за една таква одговорна работа, бидејќи ќе требаше многу труд и многу средства да се вложуваат за да се соберат тие сираци. Меѓутоа, че немав друг избор освен да прифатам тој предлог. И таа прво отвори бесплатна народна кујна во црквата Богородица во Битола и тука да се хранат тие деца гладни боси и со тоа да му се ублажи, мислам, на тие страдалници некако состојбата. Во тоа таа постојано размислуваше да се приберат тие деца, немаат кај да спијат, кај да преноќуваат или да се прибера. И размислуваше да собери во некоја просторија. Црквата му остапи еден од тие нивни објекти и тука собра доста од тие сираци. И кога разбра во Битолска околија и пошироко, почнаа да му носат од разни крајви деца сираци на кои родителите му загинали во восстанието или не се во можност да ги скрануват. Така што, например, од Охридско војводата Петар Чаулев ми донесе 9 деца. Од Костурско војводата Христов ми донесе исто така 8 деца. Од Крушевско
ми донесоа рече трите деца на војводата Пито Гули и уште други 5. И од Леринско и така, значи кажува. И тој број на децата се повеќе се зголемувал и додека кажува, мислам, за тој период почетен, наеднаш се собра околу 120 деца во тоа. Меѓутоа не ги собираше и ќе моравме да се преместуваме од еден објект во друг. Така што после во тој објект што бил кај црквата Богородица, се префрлиле во куќата на Калешко, тој дедес на Широк Сокак, до Трудбеник, и третиот пат во куќата на Ризови, тоа исто до Епинел, куќа, објект. Меѓутоа во тоа време немаше финансирање на тоа сирупиталиште, мораше да се барат средства. Така што формирав прво женско спомагателно друштво, наречено Утеха. Од видни битолчанки, сопруги на видни трговци, лекари, од Робеци, од Јанашлиеви, од Хололчеви, од овеа и од други, Ризова, исто така, дури споменува и Црна Мара, веројатно некоја прабаба на денешниот наш сограѓање Димитар Црномаров. Така, сформирав подкомисии кои ќе одат низ градот во своите райони и ќе барат материјални средства, било во облека, во храна. Тргнавме по млекари, фурнаджи, тогаш постоја околу 26 еснафи во Битола и сите ни даваја по испод цена, по лекарства. Доктор Робев ги лекувал децата без пари, бесплатно. И така ги собирале тие средства за потребите на сиропиталиштето. Меѓутоа и тоа не беше доволно. Пуштав, по големите деца што бе, по свадби, по крштевки, по погреби и тргнавме за Прилеп. Во Прилеп првенците му кажавме која е нашата цел и свика собрание и образложивме зашто сме дојдени. Беа доста дарежливи, мислам, дадова кои мислам долна облека, кои чевли, кои мислам воопшто и 9 Наполеони добивме од црковното настојателство на во Крушево, исто така отидовме од таму. Се чудевме, дури просолзивме, така се изразува, кога жените ги вадеа од своите сандаци алиштата да ни дадат фанела, блуза, облека, секаква, мислам, горна, долна. И наполнавме 3 денгови, односно големи пакети со алишта. И уште еднаш пак превзедовме друго патување кон Охрид. Кажува тие перипети што ги преживеале по патот, средба со војска, со разни други. А во тоа време да се патуваше беше многу ризично и турците не беа како порано толерантни. Шамите скроз ги затворивме лицата да не изгледаме дека сме млади жени со госпоѓа Добрева. И кажува тие перипети во Сол, во Ресен, во Охрита, владиката Методи ги примил, дал 20 Наполеони за децата сираци. И така, ова собирале средства, кај што ќе
мислеа дека летото ги носе врче на пансион, дури во Кичевскиот манастир Богородица, мислам се вика. И таму рече летно време во други манастири сегде рече гледам кај што може да се најдат, мислам, средства било во храна или во облека за децата. Али во тие први години кажува дека многу имале проблеми, кој е болно, кој е плачи, породители и така. Натаму и по цели ноќи дежуревме, си оставивме рече семејствата дома. Постојано бевме зафатени со сиропиталиштето. И за да не плаќаме рече други луѓе, самите ние се редевме од друштвото Утеха, дежуравме на секоја вечер, мислам и денски си имавме исто така луѓе. Така се развиваше тоа сиропиталиште со големи мајки и собравме рече доста дури средства, покривава значи храна, облека, кај што деле по снафите, и средства за изградба на се намера да изградиме нов дом за децата. Во тој период тука престојувал, само испратен после денското остание, знаете, Хилми Паша беше гувернер на трите македонски вилаети, Битолски, Скопски и Солунски. Тој беше голема личност, значи, и да ја смири ситуацијата, знаете на кој начин ја смири со палежи, убиства и така натаму. Меѓутоа, еден ден рече побарав да одам да се сретнам со Хилми Паша. Мојот сопруг рече се познаваше како австријски државјанин со него и со други високи чиновници во Битола, бидејќи тој како препаратор, сите овие великодостојници во Битола си имале своји препарирани животни или птици од Јулијан Шумљански. Отидов, рече, добро ме прими гувернерот Хусеин и ми обеќа дека ќе ми даде државно земјиште за изградба на дом. Тогаш се обрале околу 400 лири. Во тоа време 400 лири е позамашна сума. Да речеме, една годишна плата на учител била 15 до 30, зависи од местото, до 30 лири. Е сега тоа годишно за 400 лири колку значи, може да се изгради. Меѓутоа, Шумљански, пошто таа не може да се занимава сега со таа револуција, али незиниот дом исто така постојано иделе револуционерните војводи. Кркоманите во Битола ги накодошија на клеветија семејството Шумљански дека се работва со револуционерна организација, дека и доставиле гркоманите и факти за тоа. И покрај интервенцијата на рускиот конзул и заканите на австро-унгарскиот конзул не помогнало. Семејството на Шумљанска, значи со мажот, морало да ја напушти Битола. Ги интернирале во Солун, повторно ги вратиле, значи интернација во Солун. Тоа е 1910 година. И кажува сега како на станица разделбата со нејзините штитеници, маса народ како испратиле со солзи сите и мислам со плачење. А тогаш рече имав
среќа да патувам и со еден од водачите на Мротуската револуција. Со тогаш линијата Битола, Солун, возот бил во промен. Доаѓајќи во Солун, тоа е во очи на Балканските војни, и тука формира женско културно спомагателно здружение, во кое членувале преку 2000 жени во тоа здружение. Исто се грижело за бедни во градот, за податоци од револуционарната организација, и вика нашата куќа беше сврталиште на сите тие револуционери и видни дејци од Македонија. Веќе доаѓа тоа здружение работи, мислам, доста успешно, прибира доста свет, се одржуваат разни предавања во поглед на состојбата на жената, воопшто таа пошто тако карактер имаше здружението. И се разбира и просветно и културно од издигнување на македонската жена. Балканските војни веќе се на прагот. Солун во првата Балканска војна веќе имаме војски и бугарски и грчки. Во еден дел од градот биле грчки, така што речеме, во поголемиот дел беа бугарите. Нашата кој се наоѓаше во делот кај што држа бугарите, во грците. Потоа доаѓа втората Балканска војна. Грците почнале со масовен терор, со убиства. Дури споменува 16 јуни беше Вартоломејска ноќ, и со тие зборови во Солун имало масовни колежи, затварање, убиства. Нивната куќа била под строг надзор, се разбира тоа од претходните кажување на гркоманите, кој е семејството Шумљански, и постојано тортури, ги ставиле во домашен притвор, не смееле да имат контакти со надворешниот свет, и кажувам, мислам, од тој поглед како преживувало постојано го повикувале мажати во полициска станица секој да се јавуваат и така натака. Увидувајќи го големото значење на Захарија Шумљанска за Битола, па посебно за Битола и за Македонија, јас одма по истражувањето во Државниот архив на Бугарија донесов некои материјали за Шумљанска и објавив во Битолски весник во неколку продолженија. Се вака може да ставите. Која е мајка Шумљанска, со надеж дека битолската јавност ќе пројави интерес за ова голема хуманистка. Тоа е после известно време новинарот до мене Петар Ставрев објави во Вечер, во која исто кажува за животот на Шумљанска и незината дејност воопште. За скоро, пред неколку месеци, доаѓа една новинарка и бараше од мене
некое интервју за оваа жена, бидејќи македонската јавност воопшто не знаеш. Прв пат јас во јавноста слушнав збор за Шумљанска на прославата на 8 септември годинава, кога ги набројуваа заслужни дејци револуционери од Македонија, спомна Шумљанска. Прв пат. Во енциклопедијата на Македонија нема ни Ш за, иако таму има со десетици, стотици по незначајни, односно маргинални личности, ставени се, а за Шумљанска нема никаков спор. Таа објави исто така тука за чењето на Шумљанска. Јас неколку барања доставив до кога бев на работа во музејот, Собранието на Македонија, комисија за култура, таму не знам како се вика, ни пушташе допис за да му доставиме таа дотична година кој значаен настан или личност е некоја годиштина. Ево го тоа до Собранието на Македонија, комисија за култура, му испратив допис, исто тоа што го бараја, и се повикував на нивниот писмо, меѓутоа никаков одговор, ни некоја активност да преземат. Има пуштено до Советот на општина Битола, по повод, речиме, тука е 2000, по повод 140 години од незиното раѓање. Потоа, бидејќи тогаш имав сознание дека Шумљанска, пред да се појават незините спомени, дека родена во Могила, пуштивме и до градоначалникот на Могила за одбележување 145 години од раѓањето на Шумљанска. Дури со програма што предвидувавме, се разбира во соработка со општина Битола да направат нешто. Исто така не мрдна градоначалникот Велевски со прст, ниту не праша. Дали тоа значи дека ќе продолжите и натаму да го истражувате ова нејзино дело за да се запознае и пошироката јавност со она што вие го имате откриено? Јас не се откажувам. Кој ќе побара од мене, меѓутоа мислам ова да го кажувам за Шумљанска, треба да се заземат власта. Volevo par lasciata me, puis cause il fa de rose à la gare, qui consommerait la tarabedni en réponse à mon bonsoir. Qui consommerait la tarabedni en réponse à mon bonsoir. Perché mai di arte trabili quando io ti amo che ti veni fiuanco e bevini il Спонзорирано од Тео Травел.